Почитувани гледачи, во изминатото коло бевме сведоци на една блескава игра на фудбалерите на Тиквеш. Беа постигнати одличен резултат, 3:0 за Тиквеш против лидерот Борец. Можеме слободно да кажеме дека доколку и нашите фудбалери ги искористија и оние 2-3 100% прилики, мислам дека лидерот Борец од Кавадарци ке си заминеше со катастрофален резултат. Само да проследиме во 16-тетникот Маријан Ристевски, далече повратна топка, удар кон голот изблокиран и повторно интервенира гостинскиот гол Трајков. Сега ќе видиме Робар Маријан Ристевски до капитенот. Мојсов од далечина одличен удар и одлична одбрана на гостинскиот голман Горан Трајковски. Иван Ивановски центар шут во 16-тетникот на втора статива, нема никој таму. Маријан Ристевски ќе се обиде да ја прифати, најверојатно тоа е Вареловски. Дали ќе шутира? Да, но повторно Трајковски сигурно брани, но повратната одбиената топка ја пречека. Само да видиме. 29-та минута и конечно отпорот на Клачковица е скршен. Тоа беше можност за нашата екипа да постигне и втор гол. Слободен удар беше тоа за Ѓорѓи Мостов. Не еден од нашите фудбалери малку ја закачи оваа топка, но и голманот Трајковски беше на местото и со само еден удар успеа да ја отстрани од својот гол и да ја исфрли во корнер. Ова е сериозна прилика во... беше тоа одличен удар на Драги Коцев од околу 10 метри, но она се потврдува што јас го велам дека еден од најдобрите играчи во редовите на Тиквеш е Александар Игевски. Без некои проблеми успеа да ја скроти оваа топка. 72 минута беше тоа сериозна закана од страна на Коцев, но на спротивната страна имаме прилика за нашиот Роберт Митев, но во пат со нога успеа голманот Горан Трајковски да спаси водство на Тиквеш од 2:0. Уфрлување во 16-тникот на Тиквеш. Беше тоа солидна позиција да биде загрозен голот на Тиквеш. Не видов само кој играч беше тоа. Ова беше прва 100% можност, за среќа го имаме на голот Игевски. Да, ремизираме, значи Тиквеш Плачковица 1:0, 29-та минута со голот на Иван Ивановски.